Цената на струјата се покачи за безмалку 10%, а онаа на светските берзи не може да ја предвиди никој. Тројно поскап газ и изголемена вредност на сите останати енергетици е само вовед во голема економска неизвестност, повторно потенцираат економистите. Ризикото на инфлација деновиве е доста голем, знаеме зошто е тоа така, заради порастот на енергенците, порастот на цените, понатаму нејавениот пораст на електричната енергија и така натаму. Се разбира дека суровините и материјалите исто така, бидејќи тоа представува инпут внатре, кој што влегува внатре се вградува во цената на производите. Така да, значи опасноста од инфлација е присутна. Од овие причини, владата експресно ги амортизираше првите последици со класичен интервенционизам и со замрзнување на цените на основните животни артикли до 31 јануари. Но прашањето е, што доаѓа по 31 јануари? Иако психолошки, моментално ситуацијата е, би рекол јас, така да кажам, на ниско ниво, односно постои некој притеен страв, меѓутоа, после 31 март, односно 31 јануари, а некаде таргетирано тука околу месецот март, значи веќе ќе престане, односно ќе се случи стабилизирање на стапката на инфлацијата. Но за некои сектори 31 јануари е предалеку, бидејќи струјниот удар со пропаст им се заканува уште од сега, па по празниците најавуваат протести. Производителите и така се на удар, еве од ковид мерките ништо, а струјниот удар ќе направи уште поголема катастрофа. Ние мораме на протести и Божи ќе го пречекаме на патиштата. Страв во коски од повисоките цени имаат и граѓаните, кои што ги чека веќе предпоставуваат. Ќе се покаже и тој ќе биде на врх глава. Да. Очекувате? Очекувам. На цените покачување ќе има, а на пензиите нема. До ова покачување дека има поголемо. Секој ден се покачува. Ако сето ова се стави на маса од една и очекуваното зголемување на минималната плата од друга страна, прашањето е дали ќе се постигне каков таков баланс за полесно да се надмине можното ценовно стампедо. Среќна нова година. Да, навистина е потребна среќна нова година.